Само вистина, почитувани, добро вечер и добро дојдовте. Јас сум Јана Јосифовска, вечерва разговарам со господин Маријан Ѓурчев, поранешен амбасадор. Добро вечер. Добро вечер. И господин Љубиша Николовски, колега новинар, долгогодишен познавач на состојбите во државава. Благодарам на поканата. Николовски, ќе почнам со вас, со она што се случува во главниот град последниве 24 часа, ајде да кажеме, на некаков начин спектакуларно и најавено и се прави, тоа е чистката на главниот град. Чистка кадровска или на ѓубрето, мисли? И кадровска, и на ѓубрето. Тоа беше вториот дел од прашањето. Од една страна, еве, гледаме со механизација на улиците се собира ѓубрето, од друга страна, новиот градоначалник вели веќе отпуштиле близу 400 лица од комуналните предпријатија, оделе на работа, не земале плата. Сега сумирано, дали со промената на градските власти, според вас ќе почне да се нормализира конечно функционирањето на главниот град или секое чудо за 3 дена? Па, да сега, како да речем, ѓубрето кај мене уредишени не е исчистено. Тоа морам да кажам. Значи, дали беше во сатницата или не, може би сме далеко од централното градско подрачје, уште се молиме дека ќе стигнат до кај нас овие камиони. Да, 72 часа беа ветени. Само нека поминат. Дали, па не знам со промена на градските власти. Освен градоначалникот, не гледам дека е нешто структурата сменета. Дори таму има помалку опозиција, да што има власт. Советот, да, го имаат градските власти не е само градоначалникот, е и Советот. Мислам дека тие заедно треба да функционираат. Да се надеваме дека ќе биде подобро. Меѓутоа, ако ги гледате фактите, да, почна да се собира ѓубрето и точка. Тука нема што да се додава. Прашањето е зошто сега почна да се собира ѓубрето, зошто се создаде ѓубрето, кој го создаде и како одеднашка се најдоа средства, камиони, расположение, со совет таков како што е, со нов градоначалник, и тоа почна да функционира. Јас не сум истражител кој бил председател на управен одбор, па дозволувал или не дозволувал, бидејќи имаше една полемика помеѓу поранешната градоначалничка, која поентираше дека вината е во власта, во Советот, во ВМРО, ДПМН и во незините членови во разни институции и одбори кои што не дозволува да функционира градот. Но од друга страна е приведен и директорот на комунална хигиена, апропо несобирање на ѓубре. Значи, ќе видиме каде била вината, но фактите говорат вака. До скоро време, до пред изборите, кај мене, во вторник и петок, редовно поминуваа луѓето од комунална хигиена и го собираа ѓубрето. Редовно. Потоа престанаа 2 пати неделно, со кои камиони, како го правеле тоа, не знам, но беше во ред. Како се наближуваше просторот за избори, почна да доаѓаат во 2 сат ноќе, еднаш неделно, наутро, и потоа ги снема. И сега најднаш повторно се појавија и од утре ќе функционира како со магично стапче, ќе собираат ѓубре. Давате политичка димензија, што и многумина го прават во овој дел, значи, имало ѓубре, немало каде вие лоцирате одговорноста во претходното раководство, односно сега што беше Арсовска, да кажеме, и цела таа нефункционалност, без разлика дали станува збор за управниот совет на предпријатијата или што кажавме директорот. Меѓутоа мора да има некаква одговорност. Исто како што кој ќе што е разликата меѓу ако е советот ист, градоначалникот е друг. Која е разликата и улогата на советот во градот? Добро, исто... Која е улогата? Како тој се однесува спрема новиот градоначалник? И улогата е што има по закон. Кој според вас треба да одговара за овие близу 400 луѓе што земале плата, а не оделе на работа, да кажеме? Ако е тоа фактичка ситуација, тоа е во ред да се отстранат. Не знам како кој ги примени, дали не вршти на работа или не. Ако навистина се вишок и ако толку пари се потрошиле за плати, тоа е трошење и тоа треба да запре. Како ќе функционира советот и градоначалникот без 500 луѓе, бидејќи најави дека може таа бројка да се зголеми до 500. Ако се функционира без 500 луѓе, супер. Тоа е, значи имало некој проблем, каде бил не знам, но пак ќе кажам, тоа и советот на градот треба да го види. Добра. Господине Ѓурчев,
Еве според вас кој ќе одговара за овие состојби што сега во моментов се пласираат, меѓутоа и целата слика што долго време наназад ја гледавме во метрополата од ѓубре до нефункционален јавен превоз, до нефункционални воопшто институционални бирократии. Што после овие 72 часа? Што очекувате? Најнапред околу тоа кој е носител на оперативната функција, тој кој што ги извршува задачите за кои што јавните предпријатија или градот Скопје треба да е задолжен да ги врши, тоа е секогаш градоначалникот. Јас се како породичен градоначалник на Кисела Вода и тоа се директорите на јавните предпријатија. Тие имат оперативната функција, тие идат наутро на работа, даваат распоред, гледаат дали се работи или не се работи, и утврдуваат состојбата материјална на средствата, дали се добри камионите, дали се добри контейнерите, дали има доволно работна сила. Управните одбори и Советот на градот Скопје, тоа е нешто друго, тоа е стратегија како ќе се развива предпријатието. И јас кога бев градоначалник работев со Ракип Дочи, беше директор на јавно предпријатие, ние се договаравме кога има такви проблеми како што спомна Љубиша, како може да се реагира. И знам каков човек беше Ракип Дочи како директор, тој идеше и навечер во 11 да ги проверува контейнерите, да проверува, тоа е тоа кое што треба да се работи. Тоа е оперативна функција. Така да за мене е сосема јасно дека ова беше политичка димензија за несобирањето на ѓубрето и мислам дека туку улогата на Арсовска е кристално јасна, нејзиното правдање дека едноставно таа беше отсутна, исто како што е јасно како почна да ги открива дивоградбите 3-4 месеци пред заминувањето од функција, така и јасно дека тука имаше политички призвук, затоа конечно и директорот на јавното предпријатие е приведен за да одговори на прашањата како тоа наеднаш престанало да се врши функцијата во Радишани од ако два пати се собирала во петок и во вторник кантите, зошто тоа не се вршело во последните 20 дена и да се создаде таков здравствен проблем, тоа не е само еколошки, тоа е здравствен проблем. Да се појават штеточини, да се појават заразни болести, тоа апелира и видни експерти од областта на здравството. Така што треба секој да си ја понесе одговорноста. Кога станувате директор некаде или кога станувате градоначалник, ви одговарате лично. Значи, градоначалникот е единствено вработен во општината. Советниците и председателот на совет си има други работни места. Дали се вика тој Ристо Пенов или се вика пред тоа некој друг, или Трајко Славевски, тие си имаат други работни места, тие не се вработени во општината. Тој кој што одговара е тој кој што го има подписот. А тоа е Данела Арсовска, тој е директорот на јавното предпријатие, тој е директорот на Комуналец, на Паркови Зеленило. Тој е директорот, ќе ви кажеме, на случај мене ми падна дрво врз колата на општински паркинг. Одам јас во Кисела Вода и луѓето се смеат. Абе, Ѓорче, вика, тебе нека ти падне, знаеш ово сега. Абе, викам, луѓе, општински паркинг. Па јас кога викнав полиција тогаш, се скрши предното стакло, хаубата, столбот, голема штета. Полицијата утврди, осигурувањето дојде, Паркови Зеленило. Па едно момче сум го примил јас на работа, како сум бил во некоја ситуација, некој момче од 2000 година примено таму на работа и ми вели, како бе, вика, Ѓорчев, баш тебе ти се случи тоа, што да правам, не може да ти помогнам, дрвото не е одбележено, зашто бе, синко, не сте го одбележили, викам дрвото, викам. И сакам да ви кажам, вината се знае кај кого е. Значи, паркингот кога, општински паркинг. Не е баш така. Значи, јас не амнестирам... Не кажувам, од моја голна гледање, како гледам работите. Едно од најлошите амбасадори, едно од најлошите градоначалници на градот. И тоа е факт. И ние или многумина луѓе знаеу уште на почеток кога Мицкоски ја понуди за градоначалник. Се очекуваше дека ќе биде така. И најизненаден беше Мицкоски. Не знам кога му светна дека оваа жена не ја бива за градоначалник. Не е важно, но здравието на граѓаните не е прашање само на градоначалникот и на советот. Ја за одговорност, извини, Љубиша, кажам. Ние бевме доведени во ситуација на здравствена криза. Тоа предизвика општа опасност. Тогаш владата исто така треба да има одговорност зошто не е реагирала на време, на било кој начин, бидејќи во една прилика, можеби со право, можеби не знам како да кажам, Мицкоски рече благодарение на помошта од другите општини кои што придонесува со камионите пред изборите. Значи да помогнат на градот. Колку помогнале, не знам. Значи може да го направат тоа и порано, одошто сите да гледат амбасадори, дипломати, Скопје беше трагедија за гледање. И сега ние чукаме на вратата на Европа, вика премиерот,
кога ќе биде Македонија членка на ЕУ, ние ќе придодадеме на културата и вредностите на Европската унија. Па со ова ли ќе придодадеме? Со овој начин на работа на градот? Мислам дека Да, прашањето ми е како воопшто се доведовме во ситуација во 2025 година да зборуваме кој ќе го исчисти ѓубрето во главниот град, наместо функционални проекти за современ, модерен град, и без разлика дали станува за главниот град, дали станува збор за други општини и фактички нормален живот на граѓаните, основно елементарно човеково право. Најнапред околу материјалната состојба. Значи треба да сватиме дека Скопје, буџетот на градот Скопје, она што јас го имам анализирано е 10 пати помалку буџетот на градот Загреб. Ако Загреб има, да речеме, милиарда буџет за годишни потреби и решавање на проблемите на граѓаните на Загреб, главниот град на Хрватска, градот Скопје има некаде околу 150 милиона евра горе-долу приходи во текот на една буџетска година, кај што треба да ги сервисира потребите на граѓаните. 7 пати помалку од градот Загреб. Понатаму, од 2009-10 година, од кога се набавени автобусите Јутонг, ние немаме... Кинеските, да, познатите. Имаме неколку манови, гледам таму се движат по Скопје, се возам со автобус и знам како е тоа. Значи, ние 16 години немаме набавено, имаме многу малку инвестирано во основната инфраструктура за транспорт. За камионите да не говориме сега за собирање на смет. Исто така, од времето кога го кажав господинот кој што беше директор, исто така не се набавени и оние новите контейнери во зелените површини што се подигаат со подземни складишта, тоа се направени 2010-2011 година. Така што многу малку објективно градот Скопје има средства за да ги покрие тие набавки и очигледно помошта на државните, би рекол, институции во тој дел е неопходна. За да набавите вие 200 автобуси хибридни, ви требаат сериозна пари, 200 милиона или 150 милиона евра да набавите камиони. Што не ги набави? Ама чека 16 години да дојде за да ги набава, да за заслугите. Добро, помина на 16 години се смениле. Тоа е политичката игра, Ѓорче, битна. Иначе граѓаните ќе добијат во секој случај. Ако се случи тоа, ние нема да се противиме, дали биле од ВМРО или не. Но зошто се пимплало, зошто не го направиле тоа порано? Тоа прашува и водителката, зошто ние се соочуваме со нешто такво. Дека објективно ние малку инвестираме. Зашто тие пари ќе бидат исти? Градот како ќе го зголеми буџетот, ако остане со истите пари, како ќе ги набави 100 автобуси, 100... Со помош на... Значи, ние, пак ќе кажеме, нашата локална самоуправа, ама нашата локална самоуправа, Љубиша, знаеме, е категорија на политичкиот систем, кој што и простува долгови, пак ги стосава. Значи, не учествува сувереноста, но е административно потребно, но е целосно зависно од централната власт јана. Да, а знаете како е тоа? Градски воз сега во моментов, додека зборуваме, ми текаме како едно од решенијата што денеска се возеа дел од министрите и премиерот, беше најавен како некаква опција за да помогне, фактички да го олесни функционирањето во сојавниот превоз. Сметате дека е добра опција? За возот? Да, за возот. Беа споменувани од Зелениково, од Драчево да има краци. Дали можеби ќе го растерети барем стигнувањето од тие населби, што се малку понастрана од центарот на градот? И јас зборував и, не знам, пред 2-3 години, мислам во ваша емисија, дека Скопје имаше шанса 2006-2007 година да го реши целосно превозот на градски трамваи, со градски трамваи, затоа што постоеше пруга низ центарот на Скопје, може да вие не се сеќавате, но јас кога одев во гимназија во Корчагин во Браќа Рибар не учевме, се правдавме дека пругата кај рампа, кога касниме на часови, значи таа е пругата, значи пазете, имавте вие од Зелениково до Ѓорче Петров имавте целосно инсталирана пруга. Само требаше да ставите на 15 места оние трафики, можеби 2-3 подвозника да излезете потоа на Кочо Рацин па до Џон Кенеди. Значи еден надвозник или два надвозника и вие имавте трамвај 35 километра. Требаше да отидеме во Дрезден или во Нанчинг, збратимени градови, еве Нанчинг е град кој што е многу развиен во Кина, и да купиме само трамвај, да го меѓуоскиното растојание на возилото да ги направиме, ние имавме готов трамвај. И ќе се ширеше мрежата. И ќе се ширеше мрежата. Ние тоа го пропуштивме. Сега, таму кај што има пруга, а тоа е Зелениково, железничка станица центар, таму може да се изведе тоа со мерни единици кога тој воз ќе тргнува, кога ќе се враќа, тоа е локален воз. Мислам дека е тоа изводливо. Не е градски. Можеби не е во градската мрежа. Имаше друга идеја да ви кажам. Во времето 2000-та година тука имаше идеи по кејот на Вардарот, мали вовчиња како они што ги има во теснолинејките во Швајцарија,
Значи, таму кај што е зелената површина имаше идеја од Ново Лисиче до Влае да има две линии. Едната од едната страна да ги собира патниците, од Ново Лисиче до Драчево, а другата од другата страна на Кеот. Но тоа беа само идеи на архитекти, на така добри креатори, добри планери, но немаше средства тоа да се реализира. Имало секако тоа ќе растерети. Дали и во која мера ќе растерети, тој воз е нешто што е неопходно. Патување од Зелениково, Драчево, пазете, Драчево, Зелениково, Студеничани и Драчево веќе е еден огромна градска агломерација од 50.000 жители. Да, Студеничани е 20.000, Драчево е 30.000, Зелениково е 10.000, ви имате 50.000, 60.000 население кои што таму живее. И тука кој ќе дојдете Тоа е многу важно за разграничување на сообраќајот. Тоаш никој не мора да пали кола да бара паркинг во центарот на градот, кој што е скап. Ќе се возиме како во сите модерни градови кај што има метро. Излегуваш таму каде што сакаш да стигнеш. Сега Орце најави дека ќе прифати и стари идеи, не едно тие на Шилегов за брз. И тоа може да помогне и тоа е, видите, тоа е голема работа да обединиш се што е добро. Така е. Кај Данела беше Инаед, која што не продолжи со она што сега би го продолжил Орце. Со новите идеи што тој би ги донел. Бенефитот кај граѓаните не се мери со политичка опција, само е прашање на побрзо време да се случи нешто, како што погрешиме со трамвајот, да речеме тогаш. До сега, да речеме да го усвојава времето на Шилего, ќе помине неколку години, ќе имавме некаква комуникација. Меѓутоа, политичките игри прават на штета на граѓаните. Тоа се политички игри на штета на граѓаните. Затоа треба се издигнуваат лидерите, водачите на... Можно ли ја љубиш ова? Да се издигнуваат политичарите над... Па сега, знаете што, јас многу им забележувам кој ќе кажат, јас сум еден од вас. Па ние не бираме еден од нас, ние бираме не добриот од нас, некој што ќе не води, не некој што ќе не слуша. Значи, затоа гласаме за некој што според програмата и ветувањата мислиме дека ќе го направи тоа. Потоа се раздочаруваме. Па важно е и да слуша, веројатно. Ама знаете како, тоа е, како да ви кажеме, сум променил 100 директори и уредници и така натаму. Сме се надевале наредниот ќе биде подобар. Излегува дека секој нареден е полош од претходниот. Се надевам дека со градот нема да биде. Така заради наш интерес и логично е да му веруваме на секој нареден. Тоа е природно човеково право да се надева на подобар живот. Апсолутно. Тоа нема ништо големо политички, ние живееме и треба да избираме луѓе за, како да кажам, партијата не е најбитна кога станува збор за локални избори, за локален просперитет на граѓаните во малото каде што живеат. Да, локалните тела, мислам, локалната самоуправа ја има изворно граѓанската димензија. Политичката димензија треба да отсуствува. Зошто? Се работи за јавно добро. За јавното добро е корисно и за конзервативците, и за либералите, и за социјалдемократите. Што да го идерам, брат, значи, тука се работи за јавното добро, за оно што ни дава содржина на нашите животи. Ние 70% на нашите животи ги поминуваме во нашето мало, во нашата улица, со нашиот спортски тим и така. Така треба да работиме ние. За јавното добро треба да работиме. Да, и се тоа, до прашањето е дали воопшто политичарите го разбираат овој концепт за кој што сега вие зборувате, бидејќи во кампањата токму за локалните избори слушнавме се и се што од национални стратешки прашања беа представувани како референдум од некои партии. Најмалку мојот впечаток следејќи кампањите е дека можеби најмалку се зборуваше токму за комуналните, локалните проблеми на граѓаните отколку за некоја висока политика, ајде да кажеме. Колку е ова добро или лошо? Има право кога вели градоначалникот и локалната власт треба да се занимава со реални проблеми на непосредните жители. Нашите градоначалници, како да сакаат да бидат сите премиери, со големи мега проекти, со некои неостварливи цели, кои што знаат дека за 4 години не се завршуваат. Или пак, од кога знам за себе, пак изборам за мојата населба таму, се менува... Најубава населба, да знаете кој што живе. Најубава населба. Ма најубава, верувам... Сателитска населба, на Брид, со воздух, значи, до сега од 99-та сум таму, ниједен градоначалник. Имаше 3 од ВМРО и 1 од СДС. Клупа нема ставено. Една клупа нема, не влегува. Љубенци, Љуботен, водовод, канализација. Секој дожд извира, шакти не грга вака вода и поплави не прави. За која политичка партија се едно ние веќе? Стварно ние се едно. Нека дојде некој, нека направи тоа што треба. Добро.